Само неколку дена по преземањето на функцијата, председателот Доналд Трамп им кажа на републиканските законодавци дека сака клучната глобална бродска рута, Панамскиот канал, да се врати под контрола на САД, велејќи дека американскиот транспорт не се третира фер. Кина во суштина го превзеде и ние нема да дозволиме тоа да се случи. Нема да дозволиме тоа да се случи. Тоа беше најголемата инвестиција до денес направена од државата. Републиканските законодавци рекоа дека каналот представува ризик за националната безбедност. Chinese companies are right now building a bridge across the canal. Кинеските компании во моментов градат мост преку каналот со бавно темпо, речиси една деценија, и кинеските компании ги контролираат пристаништата од двете страни. Делумно завршениот мост и дава можност на Кина да го блокира каналот без предупредување, а пристаништата и дава на Кина наблюдувачки места за да ја темпираат таа акција. Ова ситуација, верувам, представува акутен ризик за националната безбедност на САД. Во меѓувреме, високите давачки за транзит преку каналот непропорционално ги погодуваат американците. САД го изградија каналот во 1914 година и го управуваат до 1977 година, кога ја префрлија контролата на Панама. Предходно овој месец, панамскиот председател Хосе Раул Мулино рече дека каналот ќе продолжи да припаѓа на неговата земја. Панама си аделанте. Панама не е вознемирена од ваквиот тип на изјава. Низ времето ние сме сојузник и пријател на САД. Околу 72% од производите што транзитираат низ каналот доаѓаат или до или од американските пазари. Договорот за Панамскиот канал ја штити меѓународната неутралност на бродската рута и им дозволува на САД да интервенираат доколку тоа е загрозено. If Panama signed a treaty with the People's Republic of China, whereby the latter... Доколку Панама подпише договор со Народна република Кина со која таа би управувала со каналот во име на Панама, ова би било јасно прекршување. Но што ако Панама склучи договор за пристанишните операции со кинеска државна фирма или дури и приватна фирма под влијание или делумно контролирана од кинеската влада? Со други зборови, една компанија не треба да биде во сопственост на владата за да биде делумно контролирана од владата. Сенаторката Марија Кантвел, топ демократка во Комитетот за трговија на Сенатот, повика на посилни трговски договори, изголемување на сајбербезбедноста за да се реши проблемот. The larger issue is we need to understand what are the shortfalls. Поголем проблем е што треба да разбереме кои се недостатоците на тековниот договор. Се надевам дека Панама ќе биде многу кооперативна во разговорот за овие инвестиции во сајбербезбедноста и што треба да се направи. Аналитичарка за Гласот на Америка изјави дека предложената легислатива може да помогне во решавањето на тие проблеми. At the end of the day, it really does come down to investment in the Americas. На крајот на денот, навистина се сведува на инвестиции во Америка. Тоа е најмоćната алатка за спротивставување на растечкото влијание на Кина во регионот, бидејќи трговијата значи дека земите во кои ќе оди оваа инвестиција ќе создадат повеќе работни места, ќе имате поголем просперитет, ќе видите помалку луѓе кои треба да мигрираат во САД. Во своето прво меѓународно патување како државен секретар, Марко Рубио треба да ја посети Панама во февруари.